не знаев дека Елиф е тука и ја донесов мајка му на Хани. Сега што ќе правим? Каков е тој збор, сине? Тука секој може да дојде на гости. Елиф нема да биде мирна. Ќе ви измори, живи се. Нека не измори, да. Има ли поубаво нешто од тоа? И кажа ли на Лейла за другата работа? И кажавте тоа. Се разочара девојчето. Значи, не мајка и, доку Лейла се разборела. Да знаев, немаше да допуштам. Лейла, отвори ја вратата. Леле, што не отвараш? Од каде да знам дека ти доаѓаш? Секако го очекуваш полот, ама? Никого не очекувам. Ќе пиеш чај? Јас ќе го спремам. Слушај, ако ме бара полот, не му кажувај дека си ме видела. Не, од обвинителството ме бараат. Молам. Поред. Лейла. Инджитата Роулу утре излегува од затвор. Како излегува? Некој ја превзел одговорност. Мажот ти средил. Бате, Хамид го убил. Отиде детето. Кјашев ли го уби? Ќе видиме кој е нечестниот. Ерхан, седни. Ќе ти дадам една работа и таа ќе ја следиш. Кажи, бате. Си слушнал за Кара? Да, бате. Знам дека го убија. Дали го убија или не го убија, ќе видиме. Син му живее во Истанбул. Погледни како што знаеш, што прави, што работи. Со кого зборува, со кого се среќава. Бате, по описот на нештата ова не влегува во областа на Абдул. Абдул не верува дека Кара е жив. Ти немој него ништо да му кажуваш. Ако нешто искрсне, мене ке ми кажеш. Добро, бате. Тато, дај да одиме во некоја болница. Има добри доктори надвор од земјава, ќе те однесеме во странство. Човекот сам себе најдобар доктор си е. Ама ова не е некоја нормална болест. Па и татко ти не е нормален човек баш. Ама ти ќе гледаш да живееш како нормален човек. Но никој не му е до мене. Никој не ме следи или такви работи, ништо. Ако нема никој убаво е, нели? Ама морам да ти кажам дека секој ми ќе следа. Сега уште повеќе ќе те следат. Се додека јас не ти кажам спротивно, нема да ја нарушиш рутината. Од дома на работа, од работа дома. Со никого нема среќавање,
Нема зборување, со никого нервирање и на никого нема верување. Да не те познав, ќе си речем дека се плашиш од секој и од сешто. Тоа што не го знам, тоа што не го гледам, од тоа се плашам јас. А и ти плаши се. Види, јас спаднав на ова дередже. Немој ти да спаднеш. Благодарам што дојдовте во Истанбул. Овде не очекува една тешка задача. За разлика од другите држави, луѓето се многу фини. Од вас барам да не се занимавате со работи кои ќе го вознемируваат народ. Знам колку вие сте професионални и фини. Во различни акции, тоа што сте близнаци ќе биде предност. Додека едниот некаде ќе се појавува, другиот на друго место ќе ја завршува работата. Ќе ве мислат дека сте еден. Денес да работиме за вас е големо задоволство. Сега можете да си одите. Господине, дојде гостинот. Значи дека на Шамир многу му било досадно во Гвантанамо. Многу брзо дојде. Господине, уште нешто. Обвинителката ја остави керкави кај родителите на Полат. Зошто? Колку што разбравме, Полат Алемдар имал некои проблеми со керкави. Убаво. Вие продолжете да следите. Шамир, многу убаво изгледаш. Нашите убаво се грижеле за тебе. Освен ти, сите нека одат во пиколот и ќе одат. Посебно тоа куче Фелер. Фелер, брат ти по вера. Тој беше еден проклет неверник. Затоа што ја издаде верата. Својата вера ја издаде тој. Шамир, со тебе отворено ќе зборувам. Јас сум овде за американските интереси. Ти за интересите на Израел. Помеѓу нас природно ќе се појави конкуренција. И тоа не лична, туку конкуренција за интересите. За разлика од Фелер, јас нема да ти се мешам. Колку што сакаш можеш да бидеш лош. Ама, и ти мене нема да ми се мешаш. Јас, колку што можам, ќе играм фер. Поради Фелер, Турција стана лидер во регионот. Ние со векови се боревме да изфрлиме полумесечината со звездата од нашата света земја. Бори се како што сакаш и мислиш. Ама не заборавај, јас повремено ќе се прикажувам дека сум близок со Турција. Кога ќе има ветрови кои се позитивни за Турција, само вие ќе се спротиставите. На крајот ќе си го платат лицехот. Прво да ја средиме работата со Сирија, а за цехот е лесно. И пари ќе им дадете за да влезат во Сирија, нели? На Озол, за да влезе во Ирак, му дадовме ли пари? За ова и турците знаат. За нашите сили во Ирак само за потребите за клима вкупно се 20 милиарди долари. Само за клима. Со половината од тие 20 милиарди, јас турците можам цел век да ги држам во Сирија. Нема да останат на границата со Сирија. Да ги внесеме
турците во Сирија, да го сопреме Иран, после е лесно турците да се сопрат. Верувај ми. Каде е Фрат? Председателке рекоа дека вам ќе ви го предадат. Човек со навики е полош од бесниот. Ми викаат да одам кај нив, така ли? Одиш негде, бе? Имам работа, ке се вратам. Твоја работа е организацијата, зашто јас не сум информиран? Ако ти не си информиран, што можам јас? Во метрополата си, а не на планина. Дека некој ја дели организацијата. Само тоа ли го знаеш? Те прашав нешто, бе, каде одиш, бе? Болна сум. Одам на доктор. Кога ќе се вратам да ти донесам и оправдување? Оправдувањето нека биде за Турција. Те надгледувам да знаеш. Така или вака треба да го фатиме Кешифоглу. Си се шетка наоколу, каде и да е ќе помине нааму. Сите ќе фатиме некој место. Џахид ќе го контролира Хашимага. Хусну нека биде со Јашар. Како да Јашар е под контрола, брат. Пусат добро работи на страна. Не се подпире на пусат ме, мати. Усме може да ја заврши оваа работа. Бата е да се видевме со старци венека. Ќашив многу скока. А ако